факс апдейт, затоа што животот ми беше факс цела оваа година. И полагав 4 испити и после уште 2 следната недела, значи од 2 недели 6 испити. Тално сум у Сплит и ќе се спремам за да снимам нешто. Сакам да направам резиме за мојата испитна сесија, затоа што завршив на 21 со полагање и вечерта одма, тоест не беше вечерта, по планот веднаш тренав за Сплит. Така да јас немав ни време да ги процесирам моите чувства и емоции. Вкупно пријавив 9 испити, од кои за 2 земав техничка, 6 положив и за уште еден чекам оцена. Дека е добро тука да се стави ова. Прво сакам да зборам за патофиза, затоа што добив многу прашања за тоа од каде учев и јас. Не се зезам, буквално имам и список. Комбинацијата ми беше од 3 книги: Патологија од Робинс, Патофизиологија на професорката Милка Клинчева и Харисон, книга која што ја преведував од српски. Можда подобро тука да го ставам листот. Значи, ацетобазна и електролити ги учев од Харисон, од српската книга. За електролити, за хипоксија, адаптации и генетика надополнував од книгата на професорката Милка. Воспаление, хемодинамика, атеросклероза, неоплазија, учев целото тоа од Робинс. Преостанатите, кои што беа помалку темелни теми, ги учев од презентациите. Ми требаше 1 месец да го спремам. Вкупно го поминав материјалот 4 пати. Најтешко да го спремам ми беше за ацетобазна и за електролити. Тоа што имам да го кажам за патофиза. И сега веќе почнам да го спремам патофиза 2, затоа што од април планирам да го полагам. Друго што полагав клиничка биохемија, практичен предмет заради тоа што детално се учи како се чита крвна слика и малку некои додатни ствари. Имавме радиологија, имав технички по нутриција и хигиена. Хигиена имав високи поени, па земав 10 техничка, а нутриција го избрав, тоа не е изборен, ама многу ми дојде некако затоа што спремав веќе 7 испити и тоа многу видим. Ако случајно во некој следен период имам можност, јас би сакала и тоа да го учам и да го преполагам. Онкологија мислев дека нема да сакам, но испадна доста интересно и го сакав. Инаку во последно време многу ми се врти во глава што сакам да специализирам. Јас некако не знам зашто ми се заврти тоа во глава толку многу, ама малку се обседнав и кога да збориме за нешто со колегите, јас само размислувам дали тоа би било добра специализација, иако апсолутно ниту имам некаков притисок, ниту ќе смени било што јас што ќе одлучам, знам дека ќе го сменам мислењето уште 100 пати. Дефинитивно нема следен пат да полагам толку многу, толку краток период. Малце беше и чуден распоредот. Нема да го правам тоа повторно, затоа што ми дојде премногу. Имав добри резултати на сите испити, така да не можам да се пожалам, ама ми беше психички предизвикувачко. Сега, како се чувствувам за следниот семестар? Многу оптимистички. Имам 6 предмети со еден изборен кој што е релативно полесен, поради тоа што веќе имаме учено нешто слично. Значи сега имаме контрола на заразни и незаразни болести, а јас веќе имам учено епидемиологија. При што имавме строга професорка, така да имаме учено доста. Минатиот семестар имав 8. Тоа тешко ми падна. Значи, минатиот семестар би го оценила можда 5 од 10, тоа што беше напорен. Имавме пракса по 5 предмети. Тоа беше тешко. Значи, 5 предмети имавме пракса и после предавање по 8 предмети, беше малку тешко. Интерна медицина 2, инфективно 2, кој што мислам дека мене ќе ми бидат најтешки. После имаме психијатрија, неврологија, нуклеарна медицина, физикална со рехабилитација и изборниот контрола на заразни и незаразни болести. И неврологија сакам. Така да, не знам, ќе видиме како ќе биде, ама материјалот ми е интересен. Нуклеарна медицина не сум фан. Основниот плюс е летен семестар. The vibes на летниот семестар секогаш многу поразлични од зимскиот. Зимскиот некако знаеш дека станува само полошо и полошо. А тука вака некако знаеш дека мат станува подобро. Мојата логика секогаш е дека јас треба повеќе да се помачам на зимскиот семестар, за да не ми останат предмети за полагање во летниот семестар. Кој сака да полага премногу предмети у јуни? Јас не. Ама затоа у јануари мојата мотивација е до кровот. Че јас бев најмотивираната особа затоа што сакав стварно да положам многу и да положам се и уште ме држи. Затоа што јас патував до Сплит и спремав патофиз за 2 веќе. На истиот ден кога ја завршив испитната сесија, така да сум стварно многу мотивирана и планирам да се спремам добро секако и за патофиза 2, како што се спремам за патофиза 1 и се надам да биде добро, за да можам веќе у јуни да полагам интерна 1 и нема да бидам назад, како што секогаш ми зборите дека сум назад. После ќе ми остане од 3-та година само уште патологија 2. Сите колеги ме прашуваат кога ќе полагам патологија 2, ама јас не сакам да полагам патологија 2.
It's just not in the cards for me, guys. Ќе имаме полесен семестар, се надевам дека по помалку предмети ќе имаме вежбени за сакам да пак на пракса Скопје, ќе останеме кај истите професори интерна и инфективно. Сите видеа и јас не сум нашминкана. И не е фер од мене некако искрено, значи не сум ни толку убава. Сакам да си го снимам видеото нашминкана убава целото тоа. Ама јас за да Тоа е тоа, дечки, јас сум спремна, треба нешто сега да снимам. Мислам дека ви кажав се што мислев да ви кажам за оваа испитна сесија и се гледаме после или пред следната. Чао!